Благодарам. И јас би сакала да кажам дека како некој кој што повикува, предава и учи на владење на правото, не би можела да поддржам ваков закон. Јасно ми е дека има различни ситуации во реалноста и има разлики од бесправно изграден објект и друг бесправно изграден објект. Знам дека некои граѓани понекогаш од нужда се принудени да пристапат кон вакво нешто, меѓутоа мислам дека да се повикуваме на владење на правото, а да носиме закони за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, од правен и од етички аспект, барем мојот, не е можно. Едноставно, не можете да утврдите правен статус и легитимитет на нешто што е бесправно изградено. Тоа во правото се вика contradictio in adjecto. Не може дивоградба, нешто што е противречно, да стане правен објект. Тоа е првото. Второто, не можам да судам за минатите ситуации, меѓутоа мислам дека треба да собереме сила да ставиме крај на ваквите постапки и на ваквите закони, не само затоа што се директен атак врз деталното и просторното урбанистичко планирање, туку, да кажам, се непознат феномен во компаративните политички системи и во компаративното право. Уште неколку поенти. Уште во членот 2 се вели дека под бесправно изградени објекти се подразбираат објекти од значење за Републиката и објекти од локално значење. Како може да има значење за Републиката и да има локално значење објект кој што е изграден спротивно на правото? Значи, тоа би сакала да го потенцирам. Исто така и во ставот 5 на членот 2 се вели дека по исклучок предмет на овој закон се и бесправни објекти чија изградба представува јавен интерес. Јавниот интерес секогаш се врзува за јавно добро. Јавниот интерес мора да биде правно врамен. Значи, не може да биде јавен интерес нешто што е бесправно. Добро е што се иземаат, ако воопшто има нешто добро, во членот 4 објектите во границите на Охридскиот регион, но јас ве уверувам дека најголем дел и од дивоградбите таму ќе не убедуваат дека не се од такво значење за да уживаат заштита и закрила на УНЕСКО, туку дека се од поинаков карактер. И уште само една поента во членот 8, каде што се зборува за документите што треба да ги достави субјектот за легализација, се вели дека уверение за државјанство за домашно физичко лице, копија од патна исправа за странско физичко лице. Замислете, тоа што странците не можат да го направат во нивните држави каде што владее правото, можат да го направат овде. Џабе ние зборувавме за заштита на Шар планина, ако таму има стотина дивоградби. И кога ќе видам уште ни законот дека во дивоградбите се вброени и базените, помислувам на профилот на луѓето кои што на ваков начин ќе стекнат уште едно богатство што ќе им овозможи комфор. А можеби луѓето кои внимаваат на правото не ќе можат, бидејќи не сакаат да го кршат законот, да постапат по ова. Благодарам.